Почитувани гледачи, добра вечер, 20 часот и 30 минути, почеток на новото издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на Имнет телевизија е градоначалникот на општина Пробиштип, Драган Анастасов. Добра вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добро е, најдов поздрав до гледачите на Имнет телевизија. Благодарам за можноста. Еве на почеток на практично новата тековна 2024 година, кои се оние проекти кои што се завршуваат од претходната година на територија на општина Пробиштип, зборувам еве инфраструктурно? Можам слободно да кажам дека овој период, она кое што го завршуваме од минатата година во делот на градежната сезона или градежната офанзива, и она кое што следи во тендерска постапка многу набрзо ќе почне со реализација, навистина е, отворено ќе кажам, рекордна сума на средства кои што ги вложува општина Пробиштип од сопствени средства, но и од обезбедени донации, за да се реконструираат многу улици во Пробиштип, како што прочем тоа го знаат и граѓаните, се сведоци. Од улицата ќе тргнам Христијан Доровски Карапош, па 3 април. Се работи на комплексот во населба Калниште, каде што веќе се видливи сите оние целата наша идеја, замисла како тој простор да се уреди, веќе завршена улицата, осветлена самата улица, тротоари, фитнес зоната поставена од страна на Агенција за млади и спорт, повеќе наменското игралиште, детските реквизити. Едноставно се променува ликот на населба Калниште, која што е била моја обврска, ветена пред моите сограѓани заедно со моите соработници. Сме направиле проект, обезбедена 70% донација за овој проект, како и она кое што моите колеги во општината овие денови го ги завршуваат проектните документации и веќе се во јавни набавки, повеќе тротоари на сами улици, секако и нови реконструкции на улици, затоа спомнам дека ќе се вложи рекордна сума до сега во историјата на Пробиштип. Една од улиците која што е многу важна е спојот до училиштето Никола Карев, исто така во населба Калниште до населба Карпош, улицата Тодор Александров во вредност од 17 милиони денари обезбедена донација, исто така и улици и тротоари во поранешна општина Злетово. Моето работење веќе помина 6 години се базира исклучиво на приоритети, на реални потреби на нашите граѓани, без тоа да бидат делени дали станува збор за централното градско подрачје на Пробиштип или за периферија или за рурални средини. Споменавте рекордна сума на пари, на средства кои ќе бидат издвоени, за колку пари станува збор? Па само за улицата Христијан Доровски Карпош, улицата 3 април и улицата Тодор Александров сумата е над 50 милиони денари. Тоа се средства кои што се обезбедени преку Министерството за транспорт или Светска банка. Она кое што општината го има издвоено во делот на комунална инфраструктура е исто така сума околу 50 милиони, зборам, вкупно. И тоа е бројка од 100 милиони денари, кои што, ако направиме една компарација, периодот 2016-2017, вкупниот буџет, реализацијата на вкупниот буџет на општина Пробиштип не изнесувала повеќе од 90 милиони денари. Зборувате и дека станува збор за проекти кои што се приоритет за граѓаните, без разлика каде се наоѓаат, дали е во урбаното или руралните средини во општина Пробиштип. Ако ги оставиме на страна проектите кои што се практично завршуваат, а се започнати претходната година, кои се капиталните проекти кои што се предвидени за оваа година, кои се приоритетите на кои што општина Пробиштип ќе посвети внимание во оваа тековна година? Уредување на простор во повеќе населби. Пред се детски качиња за нашите сограѓани од овие населби. Следната недела е електронската аукција каде што Министерството за труд и социјала го продолжи изградбата на домот за стари лица. Ако направиме една анализа, колку е важно со оглед на проблемот кој што го има цела Европа, ќе кажам целиот Балкан, Македонија, па и нашата општина, од делот на миграцијата. Знаеме од каква важност е овој проект, да имаме нова институција, да имаме лица кои што ќе водат грижа за нашите највозрасни сограѓани. Таму имаше застој на тој проект, многу пати сум зборел, бидејќи голема
е потребата и важноста на овој проект и јас веќе се надевам дека од следната недела ќе се заврши аукцијата, ќе се склучи договор каде што Министерството за труд и социјала ќе го isfinansира овој проект и со оглед на тоа дека сите забелешки претходно беа отклонети, не очекувам никаква пречка во реализацијата на овој проект. Тоа е можеби да кажам најважниот проект кој што ќе следи во периодот кој што ни предстои од неколку месеци. Јас се она кое што е во самата програма на општина Пробиштип станува збор за голем опфат на реконструкција, како што споменав, на улици, секако и она кое што е еден од моите приоритети, вложувањето во спортската инфраструктура. Целта на општина Пробиштип е што е можно повеќе наши најмали сограѓани, односно од најмала возраст, да бидат присутни на спортските терени, затоа и минатата година и оваа година ќе продолжиме во делот на спортската инфраструктура да се подобрат условите и да бидат што е можно поприсутни таму. Овде стои проблемот со јаловишната депонија, проблем кој што постојано можам да кажам дека се провлекува. А каква е ситуацијата овде? Како ќе се решава овој проблем во Пробиштип? Ова е проблем на Пробиштип повеќе од 50 години. Во многу изборни програми стоел на хартија и само таму останува. Нема да бидам скромен ако кажам дека сум единствениот градоначалник, но не сам. Заедно со моите соработници кои што влеговме во решавање на овој децениски проблем за Пробиштип од еколошки аспект. 2017 година, кога сум ја презел функцијата градоначалник, освен една, да кажам, многу штура студија за јаловишна депонија, никаков друг документ немавме. Почнавме постапки, чекори како да најдеме решение за решавање на овој проблем. Минатиот состав на Совет беа конструктивни и донесовме 2 нацрт детални урбанистички планови за решавање на овој проблем. Но кога беше пред веќе, да кажам, усвојување, се увиди дека на самиот генерално урбанистички план нема ставено намена. Тогаш влегов, претходно изработивме, направивме како општина проектна задача, до проектнанско бюро, вклучени професори кои што решавале вакви проблеми, и изготвивме проектна документација за да се обидеме како општина да го решиме овој проблем. Но никако не може да сватам дека ќе најдам на обструкција од страна на Советот. За да не помине предлогот и обидот на општина Пробиштип да целото земјиште кое што е јаловишна депонија се урбанизира и да се обидеме во решавање на проблемот. Тогаш во тој период нема мнозинство во самиот Совет. Од страна на советниците, отворено ќе кажам, беа обструирани нашите предлози со изговори дека тие не се законски чекорите кои што ги прави општина Пробиштип. Нашиот најбрз начин, зборам, беше со техничка исправка на самиот генерално урбанистички план. За да не се оди со обединета постапка, која што малте не е како да носиш нов гуп. Изгубивме непотребно 15 на месеци. Јас овде пред мен имам постапки на општини кои што направиле техничка исправка, дали станува збор за дуб, дали станува збор за гуп, каде што бројот е повеќе од 370 постапки од голем број на општини. Затоа, сето она кое што изминатите денови веројатно го следите и го гледат граѓаните дека ме обвинуваат за она кое што сум го рекол кога давав отчет на 2021 година, јас сум рекол дека 2023 година ќе ја затвориме еден од најголемите проблеми на пробиштипјани со јасна визија, што е тоа што јас сум го сработил со моите колеги во општинската локална самоуправа, што е она кое што ни предстои во разговор со Министерството за транспорт, за да конечно пробиштипјани повеќе не ја гледа таа оловна прашина која што се крева, а не е да бидеме општина која што решила еден ваков огромен проблем. Можеби, ќе кажам, почеток од првите седници кога презема вториот мандат, кога видов дека тие сакаат
да не донесат буџет. Ми стана јасно дека по секоја цена ќе се кочи работењето на градоначалникот, за да не биде прикажан дека тоа негов успех, а на штета на граѓаните и по здравјето на граѓаните. Јас само ќе потсетам кога веќе зборам за овој проблем. 2021 година, крајот на декември, кога го носевме буџетот, имаше ситуација каде еден советник од страна на ВМРО-ДПМН не гласаше за буџетот. Многу разумно, објективно, гласа затоа што сметал дека општината ќе нема смисла на постојање ако ние сме под времен реализација на буџет. Јас укажував, замолував на самата говорница зошто тогаш треба да има општината градоначалник или луѓе вработени кои што ќе седат ќе земат плата или за нивните паушали. Тогаш ова кажувам за да се потсети граѓаните. Го обвинија човекот дека е предавник, го бараат 48 часа душа му извадија на негово семејство да си даде оставка. Не успеа на тоа. И ништо човекот лошо не направил, бидејќи обврската, одговорноста пред граѓаните, како на градоначалникот, така и на советот. Ние можеме да бидеме, да дебатираме, да аргументираме кој приоритет треба да ни биде проект ставен во програма. Што е оно што е најважно за граѓаните. Но никако не смееме да дозволиме да ја кочиме општината, а тоа да биде низ призма на партиското раководство или членови, бидејќи многу е различно. Раководство, па членови на одредена политичка партија и граѓаните се три различни работи. На крај граѓаните и гласачите тие кои што даваат доверба и веруваат во некој кандидат, дали било за советник или за градоначалник. Добро е што станови ве практично да се направи за да се реши овој проблем. Постапките течат од страна на самите планери со Министерство за транспорт и врски, но она кое што сега ни останува веројатно летниот период е некаде каде што ќе имаме ние чиста позиција за да општината влезе во обид за решавање на овој проблем децениски. Споменавте и проблеми со советот на општина Пробиштип. Како функционира моментално, како се одвиваат самите седници на советот и како се донесуваат одлуките? Во изминатите неколку седници советот носи одлуки, односно мнозинство има одеачката коалиција. Еден од советниците кој што е од партијата на Гром излезе како независен советник, пред се ќе кажам од самото излегување на нивниот претседател, на господин Стефче Кимовски, каде што и тој има проблеми во самиот совет, силите и таму на некој начин се изедначени како што беше впрочем во Пробиштип. И за сега она кое што е од важно за граѓаните, одлуките кои што се на дневен ред се донесуваат, но овде ќе споменам дека ние во изминатиот период за жал не донесовме важни одлуки за граѓаните. Една таква беше барање, односно јас као градоначалник предлагав да општина Пробиштип купи нова управна зграда, односно со страна на Евана како правен субјект. Имавме навистина одлични услови, секој еден граѓанин, кажам, се бори за подобри услови за живот. Секоја една институција, така и во случајот општина Пробиштип, да има нов објект кој што ќе биде капитал за во иднина, но немавме во тој момент мнозинство за да ги кажав претходно причините. Која е работата да нема успех самиот градоначалник, да не му се припишува на него и без оглед на тоа дека ние правиме штета на нашите граѓани. Овде стои проблемот, тоест проблем еве новонастанатата ситуација со поставувањето на фотоволтаици на територија на општина Пробиштип. Во претходниот период имаше и неколку пати протести од страна на жителите од Неокази. Еве обвинуваа дека тоа е обработлива површина, дека таму не треба да бидат поставени фотоволтаици. Како се решава тој проблем? Се поставуваат фотоволтаици? Што е со жителите? Ова е многу добро прашање. И јас многу пати, особено како доближуваат изборите, сум обвинуван за разни работи. Сега е актуелно дека ме обвинуваат за фотоволтаици. Јас во својата политичка кариера или како сум носител на јавна функција сум бил сведок на многу лаги, меѓутоа со тек на време тие една по една паѓале, така ќе биде и со ова. Значи, на територија на општина Пробиштип, како и на многу други општини,
да не речам секаде, се поставуваат фотоволтаици. Ние ако тргнеме сега, ќе видите дека фотоволтаици има и во Штип. Так. Има и во Карбинци, и во Свети Николе. Кога беа актуелни делчевски ниви, од фотоволтаик немаше во Пробиштип. И како сега на сите тие општини тоа е законски легално, а во Пробиштип е проблем. Општината нема продадено 1 квадратен метар за поставување на фотоволтаици, но има намера и тоа да го прави. Зошто? Затоа што ќе имаме како општина бенефит. Некаде околу 400 семејства имаат продадено свој приватен имот. И правото на приватност е неприкосновено право. Тие одлучуваат што со нивните ниви. Меѓутоа, законот е многу јасен и дециден. Дека може да се поставува фотоволтаици ако земјиштето е 5-та категорија или после 5-та категорија. Јас еднаш имав вклучување, мислам дека и во вашата телевизија, кога во неоказ имаше една реакција, да не речам, од самите луѓе кои протестира или од нивните соседи и роднини кои што одлучиле да го продадат својот имот. Јас ја зборам оваа бројка од 400 земјишта, бидејќи на крај кај нас кога тие завршат купопродажни договори, доаѓаат за данок на промет. И ние имаме така увид. Сите тие се на приватни иницијативи. Во моментот на кој што го имам информација, уште десетици семејства имаат склучено договори за изведба на нивни имоти за фотоволтаици. И тука, уште еднаш повторам, тоа е нивно лично право. И правото на приватност е неприкосновено. И не може да се обвинува градоначалник или општина ако некој одлучил неговата нива да ја продаде. Споменавте дека и општината ќе продава земјиште за поставување на фотоволтаици, за колкава површина станува збор? Зборувам за земјиште кое е од веќе 5-та категорија и може овде да се постават фотоволтаици. Тоа е период кој што ќе дојде, да кажам, третиот квартал од годината, односно веќе после завршување на самите избори, каде што општината може да влезе во едни вакви постапки. Ова го споменав од аспект бидејќи во програмата за уредување на градежно земјиште стојат и овие парцели, покрај тоа што имаме парцели и за индивидуални домувања за куќи, за лесна и незагадувачка индустрија, како и за ваков тип на земјиште. Таму се 3 урбанистички плана по 10, од прилика некаде по 10 хектари. Споменавте кај практично Старечкиот дом дека е проект кој што се работи, меѓутоа споменавте дека и правите проекти со цел да се задржат младите, веќе кажам, во општина Пробиштип. Што се презема во делот на образованието, во делот на детските градинки, како се работи на ова поле со цел од најмали нозе да се обидеме да ги задржиме младите дома? Општина Пробиштип во овој дел е една од општините кои што се лидери во вложувањето во самите образовни институции, во вложувањето во нивната, како што споменав, спортска инфраструктура, во класната разлика, со цел проекти да ја намалиме. Да не е важно кој ученик или кој е дете од кои родители е, туку дека водиме грижа за секој еден ученик на територија на општина Пробиштип. Ако 2017 година презема функција каде што имаше 74 дечиња во детските градинки кои што чекаа упис, а немавме доволно капацитети. Општина Пробиштип е една од ретките која што за 4 години направи и преадаптира простор во Калниште градинка, но и догради во централната градинка капацитет речиси за уште една градинка. По најновите стандарди, во еден скандинавски модел, за услови од јаслените категории, од најмалите до највозрастните. Водевме грижа и за самите лица кои што се во детската заштита. Кога станав градоначалник, исто така наследив лица кои што беа по 6.000 денари на волонтерски надоместо. Тоа е нефер, нечестно према луѓето кои што сакаме да водат грижа за најмалите. Влеговме во решавање на овој проблем. Се потполни персоналот кој што води грижа за дечињата. Зголемивме капацитети, работиме паралелно во овој период на идеен проект и во населба Пробиштип, бидејќи и тоа сме го ветели на нашите сограѓани од оваа населба. Целта ни е во секоја една населба да има своја градинка, луѓето да не патуваат. И за прв пат во програмата на детска заштита
Оваа година општина Пробиштип субвенционира или целосно плаќа градинка на семејства на кои што приходите не надминуваат 60.000 денари. 120 дечиња обврската ја има општина Пробиштип. Тоа беше незамисливо, затоа изборам овие работи пред малку. Незамисливо да се влезе во еден ваков чекор, меѓутоа целта на општината е дека водиме грижа за сите од најмали до највозрастни. 475 дечиња добиваат бесплатен оброк од прво до пето одделение. Претходно сме една од ретките општини, или мислам единствена, која што спроведе набавка за да добијат 3 комплети на униформи на дечињата, да нема тоа што го кажав, разлика кој е ученик, него сите наши деца на територија на општина Пробиштип ни се важни, да бидат во иста облика, со кодекс на обликување и сега да добиваат бесплатен оброк од прво до пето одделение. Ги ослободуваме од грижата и обврската родителите и таа ние како општина ја презимаме. Но овде да појаснам, бидејќи имаше одредени реакции, зошто не и учениците од 6 до 9 одделение, тоа е бидејќи законот не ни дозволува, односно по законот за детска заштита, ние можеме да носиме да дистрибуираме храна во училиштата до 5 одделение, до 10 годишна возраст. Тоа е проект кој што минатата година го разговарав со моите соработници. Јас се сеќавам, кога јас сум бил ученик, имав исто така колективна исхрана. Дел од моите сокласници нема пари да си ја платат, тогаш беше 375 денари исхраната. Затоа како општина одлучивме да влеземе во еден ваков проект и одлични се резултатите. Средства се наши од општината, обезбедени до крајот на годината и во овој дел од 1 септември, кај поголемите ученици, секој оној кој што е гимназијалец, така знаеме да кажеме за нашето средно училиште на Ановски Борче, секој оној кој што ќе биде запишан на 1 септември како ученик во средното училиште на Ановски Борче, ќе добива помесечен ваучер од 2000 денари, исто така за намена, како кажам, за храна, за да ги мотивираме да се останат во својот град да го продолжат средното образование, но секако една од она кој што беше вашето прашање е и можноста општината да трансферира средства кај граѓаните за да ги помогнеме секако овие семејства или да ги поголемаме уделот на миграцијата и иселувањето. Споменавте дека во самите детски градинки има доволно кадар. Тоа значи дека не недостасуваат воспитувачи и негователи, како што е примерот во општина Штип, па и останатите општини од источниот дел. Воопшто недостасуваат. Јас сум кажал дека тие кои што сум ги наследил сме понудили да продолжат и секако дека ќе бидат згрижени. Но кадар, јас на ова прашање имам разговарано и дискутирано, и ова е моje мислење. Кадар можеш да добиваш доколку ги зголемуваш самите капацитети во детската заштита. Ако градиш нови капацитети, нови занимални, тогаш е потребен и нов кадар. Бидејќи ги згрижуваш оние кои што чекаат во самиот ред за дечињата и на тој начин да се добие кадар кој што ќе води грижа за нив. Што се презема во општина Пробиштип во областа на културата и каква е соработката со централната власт? Споменавте дека има проекти кои што се поддржани од страна на Министерството за транспорт и врски, например, меѓутоа воопшто каква е сликата кога станува збор за поддршка на култура, културни настани, манифестации и слично? Како впрочем во сите програми, така и на полето на културата општина Пробиштип редовно, или ги кажам години наназад, го зголемува буџетот за да бидеме поприсутни, поактуелни, да има средства за да има непречено емитување, ги кажам пред се, дали станува збор за киносалата. Тоа е еден од проектите кои што мене ме прави горд како градоначалник, бидејќи многу не верува дека можеме да обезбедиме средства или да финансираме реконструкција на киносала ако се навратиме дека општина Пробиштип беше најзадолжена на истокот. Меѓутоа успеавме да направиме проект, успеавме да обезбедиме средства. Сега во киносалата е најпосетена од нашите ученици или од најмалите, што впрочем тоа е била и моја желба, но и простор каде што треба да се случуваат културните настани. Единствен музеј изградивме за ретки минерали.
во она кој што е познат Пробишти, рударството. Во делот на настани, во делот на соработка со централната власт има информација дека Домот на културата доби неколку проекти кои што се во нивната програма за реализација на настани. Јас во делот на сите министерства можам да кажам дека имаме одлична соработка или огромни се средствата кои што се вложија на територија на општина Пробишти од сите министерства. И тука не гледам делба, бидејќи пред некој месец општина Штип доби големи средства директно од владата на Република Македонија. Имам многу блиски контакти, пријателски со моите колеги, без разлика што дел се од мојата политичка партија, како социјалдемократи, дел не се, разговараме за она кое што е важно за граѓаните и секогаш што ја кажувам дека мора да се работи на проектна документација. Кога имаш проектна документација, лесно е да се обезбедат средства од централната власт. Во пресред на пролетните избори би ве прашала кои се вашите очекувања, какви избори не практично очекуваат? Мои лични размислувања треба да бидеме реални и објективни, дека голем дел од граѓаните се разочарани. Ама разочарани буквално од сите политички субјекти. Не тоа да биде од еден или од друг, очекувам дека процентот на излезеност ќе биде помал. Тоа е моје лично размислување, не е дека да не бидам сватен дека ова е партиски став. Јас говорам како јас ги гледам работите со она кое што се случува изминатите денови, како можам јас да правам една анализа во покрај сите кандидати. Стево Пендаровски ќе продолжи да биде претседател на државата. Она кое што го очекувам во предизборниот период, бидејќи рано стартува некако нашите на локално ниво опоненти, очекувам да бидат изнесени многу неаргументирани работи, впрочем како што и овој за предмалку што ги дискутиравме, но она кое што се прикажува на самите анкети, сметам дека е далеку од дека тоа ќе се случи на сам резултат на изборите, односно таква предност една на ВМРО да помане. Мислите дека излагањата од страна на опозицијата, еве кога зборуваме за локално ниво, пресконференции, обвинувања, констатации, токму во предизборниот период, се користи ли овој период за да се искажат еве некои мислења, ставови, констатации за локалните самоуправи? Апсолутно е така. Меѓутоа, можеби ќе најдев и некоја оправдување. Видите, јас сум бил човек и член кога сме биле во опозиција. Јас сум и водел опозиција, јас сум бил и советник член на совет во општина Пробишти кога сме биле опозиција. Меѓутоа, затоа мене некои работи ми се чудни или не можам ја да ги сватам, бидејќи јас на тој начин не сум делувал или јас заедно со моите сопартици на тој начин не сме делувале. Ние може да збориме и сме критикувале, меѓутоа врз основа на аргументи и на факти од кои што нема бегање. Ова што се случува во Пробишти изминатата недела, ако беа локални избори, ај некако ќе свадат. Меѓутоа, кога станува збор за претседателски избори или за парламентарни кои што следат, едноставно не можам да го разберам, но од друга страна знам зошто тоа го прават. Тие имаат веројатно некои нивни истражувања за рейтингот личен на градоначалникот на Пробишти. Свесни се, ние ако се подсетиме, Пробишти беше најдесничарската општина. Затоа спомнав, сум истрпел многу омалажувања, не ми е било пречка да се носам со тоа никаква, напротив, моето работење, посветено работење, јасно се видега граѓаните, се створи таа перцепција и затоа сум имал поддршка. Јас не бегав од нити еден проблем кај било кој граѓанин, без разлика на неговата партиска определба. Знам дека све, нити јас, нити моите соработници сме завршили, сме решили проблем. Но она кое што е многу важно, сме разговарале и влегуваме во постапки за решавање на проблемите. Некој проблем се решава во истиот ден, некој проблем треба да поминат за жал и долг период, и неколку години за да се реши. Тоа значи дека очекувате ваквите пребукувања да продолжат па се до изборите? Апсолутно. Јас очекувам, бидејќи, затоа споменав, многу порано почнаа директно да се напаѓа никој друг туку градоначалникот
на општина Пробиштип, што не е случај ако направите една споредба и нити во регионот, нити во државата. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Благодарам уште веднаш. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време. Останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување.